Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач во ова шоу, а вие гледате 4 сезони секој ден од понеделник до петок и се надевам дека голем дел од рецептите што овде ги готвам за вас, ги готвите и вие дома за вашите најдраги. Бидејќи наскоро доаѓа новата година, а едно од најтрадиционалните балкански јадења е сармата. Денес решив да направам една превкусна сарма, меѓутоа ќе ви откриам едно трикче, една голема тајна. Сармата ќе ја направам за помалце од 2 часа и 30 минути. И нема да ја крчкам 4-5 сати, него како ќе ја направам всушност, гледајте не за тоа што веднаш почнуваме. Нејзиното величество сарма. Листови од кисела зелка, внимателно завиткани околу смеса од 3 вида месо. Говецко за длабочина, свинско за сочност и јагнешко за арома. Сето тоа обвиено со тенки ленти панцета, кои при печење се претвараат во златна мирисна кора. Сарма, што не е само храна, туку традиција, трпение и вкус на домот во најубава форма. Драги мои, како што најавив денеска, ќе правиме сарма. Сармата е нешто во кое сите ние уживаме. Од 7 до 77 велат. Меѓутоа, во една зграда кај што има 7 спрата и 24 стана, мислам дека скоро сите ја прават различно. Јас денеска ќе ја направам на мој начин. Поентата е да го скратиме времето на правењето на сарма, затоа што некои луѓе и преку ноќ ја динстаат по лека и тивко, по големо тенџере поклопено со тањирче и една чаша вода за да има тежина, потоа ја печат и многу време, многу струја и многу нетрпение. Денеска ќе ви покажам начин како за многу побрзо време да ја направите сармата, а да биде сарма. Што се ни е потребно? Секако од кога ќе го направите списокот за пазарење, групиран по што е зеленчук, што е месо, што е ова, што е она, одите на пазар, одите во маркет, купувате се што ви е потребно, доаѓате дома и спремате. Го лупите зеленчукот и никогаш не го фрлате остатокот, него добро ќе го измиете, ќе го додадете во едно тенџерче вакво убаво од Берлингер серијата и полека на тивко да си крчка најмалце 45 минути. На тој начин ќе направиме преубав и превкусен зеленчуков бујон. Тавчето веќе го ставив на оган, на слаб оган, полека и тивко да се загрее. Јас за тоа време ќе го исецкам кромидот. Ситно, како и секогаш. Откако ќе го исецкам кромидот, ќе ставам масло и во загреаното тавче ќе го додадам, убаво да се испржи, да карамелизира малце. Откако ќе карамелизира, ќе го додадам и сецканиот прас. Велат дека луѓето не сакаат да сецкаат кромит, многу плачеле. И многу често добивам прашање како да не плачам кога сецкам кромит. Многу едноставно. Бреќа и пол до 2 му е мајката. Купете, излупете и сецкајте и толку после тоа нема веќе плачење, верувајте. Кромидот е скоро исецкан, ја да го додадам маслото. Драги мои, морам да ви кажам нешто, сармата трпи маснотија. Велат колку помасна, толку повкусна. Меѓутоа ние секогаш ќе ја направиме да биде умерена, нели, за сите. Јас овој пат одбрав 3 вида на месо. Говецко, 30% имаме свинско и замислете 20% имаме јагнешко. Јагнешкото месо на сармата ќе даде еден многу специфичен и убав вкус, што верувам дека многу од вас го сакаат. Меѓутоа, ќе ви објаснам и како да го обработите месото, затоа што е многу важен процес. На тој начин ќе го убрзаме и правењето на сармата. И да не заборајме, колку повеќе кромит, толку повкусна
сарма, затоа што кромидот е навистина зеленчук кој дава вистински вкус и секако сите го сакаме и сме навикнати на него. Сега ќе ја покачиме малце температурата и ќе го оставиме кромидот убаво да издиста и да карамелизира. Кромидчето убаво си се испржи и почна да карамелизира. Волуменот за 4 пати се намали. Откако кромидот убаво почна да карамелизира, ќе го додадеме празот. Празот, како и секогаш, ќе го исецкам и ќе го ставам во длабока вода и 10 минути убаво ќе го промешувам за целата нечистотија што е во него да падне на дното во садот. Сега ќе го измешам убаво. Ќе додадам 2 чешњиња лук, многу ситно исецкано, да дадат дополнителен шмек. Кромид, лук и прас. Едноставно звучи вкусно, нели? Овој пат секоја сарма ќе ја завиткам со димена домашна панцета. Ќе биде превкусна, меѓутоа за да го збогатиме вкусот, дел од панцетата ќе исецкам ситно и ќе ја додадам во кромидот и во прасот. Да даде дополнителен вкус. Велат дека сармата е уште пубава вториот ден или третиот ден. Нормално е ќе биде затоа што прво и основно готвена е со многу љубов и со многу трпение. Се што ставаме внатре е нешто што го познаваме како вкус и замислете кога сето тоа ќе се спои во едно. Чиста десетка. Веќе почна да мириса и сланинчето. Сега ќе ставам неколку листови на ловоров лист. Сармата, ако не е со дафинка, не е сарма. Добро ќе промешаме и ќе оставиме уште малце да се испрши. Еве го. Кромидот, празот, лукот и сланината се идеално испржени. Прво што ќе направам, ќе го ставам јагнешкото месо. На месарот намерно му реков да ми даде јагнешко месо од пафлакот. Тоа е шарено, има маснотија и има мевце, протеин. Сега, прво него убаво ќе го испржам, за да го пушти вкусот, а потоа ќе го додадам свинското и на крај јунешкото месо. Штом јагнешкото месо почне да се пржи и го почувствувате мирисот на јагнешко месо, 2 минути после тоа промешајте добро, додете го свинското. Свинското и јагнешкото месо во сармата ќе пуштат маснотијата, а говецкото не само маснотијата, него и вкусот на кој сме научени. Јагнешкото месо си го заврши своето, сега ќе го додадеме свинското. Исто така добро ќе го измешам и ќе го соединам со целата оваа смеса за убаво да си се обработи. Сармата на овој начин е многу интересна, затоа што главното дејствие е во тавчето. Јас затоа си имам вакво убаво големо тавче од Берлингер и во него со задоволство си готвам, затоа што се што ќе сготвам излегува онака како што треба. 4 сезони .mk. Не заборавајте, регистрирајте се и нарачајте се што ви е потребно за дома, буквално да може да уживате во она што ќе го готвите за вас, а и за вашите најдраги. Го додаваме и говецкото месо. Истата процедура, меѓутоа, сега од кога ќе го додадам говецкото месо,
Ќе зачинам и со црвен пипер. 3 вида месо: говецко, свинско и јагнешко. Со зачини и трпение се создава срцето на секоја добра сарма. Внимавајте секогаш со црвениот пипер. Пред да го додадете во јадењето што го готвите, пробајте малце. Некој е многу јак, некој е послаб, некој повеќе бои, а некој помалце. Меѓутоа, никогаш не го ставајте одеднаш целиот црвен пипер. Прво видете каков вкус ќе даде на јадењето, затоа што тоа е многу важно. Целата оваа смеса со кромит, прас, лук, 3 различни видови на месо, убаво си се пржи и сега ќе ја направам онаа магијата. Прво ќе додадам македонско црвено сортно вино. Ќе додадам зеленчуков бујон, секогаш преку цедалка, нели? Додавајте по малце. Ете така. Сега сето ова убаво ќе го соединам. Сега многумина од вас што знаат да прават сарма ќе речат што прави сега Дени. Дени прави еден процес, една термичка обработка, каде што месото и зеленчукот со помош на црвеното вино и на зеленчуковиот бујон комплетно термички ќе се обработи. Ќе биде меко, вкусно и многу едноставно за јадење, нема да се малтретираме кога го јадеме, него буквално ќе уживаме. Сега убаво промешајте и оставете целата оваа течност еднаш да испари. Откако убаво сето тоа ќе омекне, го додаваме оризот и 10 минути убаво и полека ќе го испржиме заедно со месото. Потоа ќе додадеме доматен сос. Ова е доматен сос што го правев во една од минатите емисии. Си го зачува во тегла нормално. Ништо, ама баш ништо не смееме да фрлиме, затоа што тука е домашната економија, нели? Како мириса кујната на 4 сезони денеска за мерак. Оризот, како и секогаш, прво убаво ќе проверите да нема некое камче во него, а потоа ќе го ставиме во месото, убаво да се испржи. Всушност, што правиме кога ќе го оставиме оризот убаво да се испржи? Зрното ќе се испржи и кога ќе ја готвиме сармата, ќе биде зрно оделено. Доколку не го испржиме оризот заедно со месото, тој момент нема да го добиеме. Сега ќе го додадеме доматниот сос. Нешто кој ќе даде дополнителен вкус и мала киселост, која одлично ќе се совпадне со киселоста на киселата зелка, нели? Го додаваме сосот, уште еднаш добро промешуваме. Ете така, и сега она што треба да го направиме е да додадеме убав изжежок зеленчуков бујон. Морам да ви кажам една многу важна работа, која ќе мора и вие да ја направите. Бујонот што го правите мора да биде комплетно жежок, за да не го прекинеме процесот на термичката обработка на месото, зеленчукот и оризот. И сега погледнете што правиме. Ке ставиме 4, 5, 6 путлачи, колку што ни се потребни, и полека ќе измешаме. Сега, драги мои, откако добро ќе ја соединиме оваа смеса, ќе го намалиме малку огнот и ќе оставиме полека и тивко да крчка 15 минути. Од убаво по убаво мириса, драги мои, оризот е готов. 2 пати додадов од бујонот, на среден оган полека се издинста и всушност, кога месото ќе почне да се одвојува од тавата, тогаш е готово. Пробајте го на вкус, затоа што тоа е многу важна работа. Ми недостига малце бибер, а бибер имаме во изобилие.
за нашата наградна игра или за нашите подароци, за сите оние кои ќе се регистрираат на нашата веб продавница и ќе купат производ од најмалку 1700 денари. Витаминка, нашиот добар партнер и пријател, ќе подари многу производи, како ракавици, кецели, крпи, зачини, супи, шлагови и што све уште не. Затоа, веднаш 4сезони.мк ќе стиснете, ќе се отвори профилот, горе лево има 3 цртки, ќе стиснете на 3 цртки, ќе одите во профил и се што треба да направите е само да го внесете вашиот мејл и вашата лозинка. Тогаш екипата на 4 сезони постојано ќе ви известува за се што ние овде правиме, а секако ќе можете да ги погледнете и сите наши рецепти и многу информации за гастрономијата, за храната, за готвењето и се што треба, нели? Бомбастично. Погледнете агустината. Замислете колку време ќе му требаше на оризот во Рерна на 180 степени за да дојде до овој степен. Оно што ви го кажав на почетокот на емисијата. На овој начин ќе го скратиме времето. Еве го тавчето. Сега ќе додадам малце бибер. Убаво е кога сармата ќе добие пикантноста од биберот. Тогаш во позадина ќе го чувствуваме, а многу добро ќе ни дојде затоа што и биберот содржи капсаицин кој комплетно не развижува циркулацијата на крвта и работата нели на срцето. А со тоа добиваме и повеќе енергија. Замириса и на биберчето. Го ставив овакво големо тавче затоа што на овој начин побрзо ќе се олади смесата и побрзо ќе може да ја направам сармата. Да завиткам. Драги мои, смесата комплетно се олади. Оризот убаво си набаври. Тоа значи дека ќе го скратиме времето на обработка, на термичка обработка во рерна или во печка. Сега што треба да направиме? Киселата зелка или купусот. Издвојте го убаво. Одвојте убави листови кои ќе бидат скоро со иста големина за и сармите да бидат иста големина. Оние кои се малите ливчиња, кои не можеме да ги употребиме, многу едноставно. Ќе ги исецкам многу ситно и ќе ги ставам на долниот дел од тавчето кај што ќе ја печам сармата. Обично сармата ја редат во 2 реда за да биде убаво испечена и баш онака како што сакам јас. Ќе ставиме само во еден ред, затоа земав 2 огноотпорни сада. Зелката е исецкана, а на страна ставете вода да зоврие. Во водата ќе додадеме црвен пипер. Убаво измешајте и секако во водата и во црвениот пипер додадете и масло од брилјант, како и секогаш. На 1 литро вода додајте 200 мл масло. Велат, колку повеќе масло, толку сармата ќе биде повкусна. Одлично. Сега тоа ќе го оставиме да си зоврие, а јас исецканата кисела зелка ќе ја додадам, како што кажа во тавчињата. Салата од кисела зелка со црвен пипер. Масло. Идеално. Посебно за зимските денови кога е многу ладно. Не само што ќе не наполни со витамин С, него и буквално ќе уживаме додека јадеме, затоа што сите ние сакаме туршија, зимница, затоа што е останато од нашите предци. Што убаво се. Ајде сега ќе престанам да зборам за минатото, затоа што сега сме во сегашноста и правам превкусна сарма. Ако листовите на сармата имаат дебел дел на кревите, со едно ноже исечете го тенко и изедначете го листот. Што правиме? За оние кои не знаат. Сармата, листовите убаво ќе ги расшириме. Една голема лажица од смесата ќе ставиме, ќе го преклопиме листот од кисела зелка врз месото, а со другиот дел ќе ја стиснеме. Погледнете оваа убавина. Сега, она што е навистина многу важно, затоа што дава идеален, единствен вкус, димена сланина или панцета.
Одбрав панцета затоа што повеќе ме потсеќа на онаа сланина која порано ја правеа по селата. Солена, сува и највкусна на свет. Тенки парчиња панцета, наредени внимателно од озгора. При печење ја обвиваат сармата со мирис на дим и топлина. Ова е процедура што ќе ви земе 30 на минути, затоа што секоја сарма треба да биде убаво завиткана, убаво стегната, да остане све во нејзе. За тоа време сварете си кафенце, ладна вода, секако во ваков убав термос од Берлингер, и бескрајно уживајте додека го правите највкусното јадење на светот. Сармата ја завиткав, ја замоткав со панцета и сега еве го приливот од озгора. Вода, масло, црвен пипер. Не додаваме ништо друго затоа што све има во месото, во оризот и секако во киселата зелка. Сега добро промешајте и полека наполнете го садот со смесата. Вака спремна сармата ја ставам да се пече, како што кажав, во претходно загреана рерна или печка. Ќе биде идеална 25 до 30 минути. Идеално време за идеално испечена сарма. Драги мои, сармата се испече, меѓутоа овој пат ми треба 45 минути, а не 30 како што ви кажав, затоа што морам да бидам искрен со вас, бидејќи она што го правиме ние тука, кога ќе го направите дома, треба да испадне баш онака како што испаѓа овдека. И затоа ние сме емисија за готвење, телевизиско готварско шоу, каде што вистински обрнуваме внимание на све само со една цел – вие да бидете задоволни. Сега, смесата што ми остана со вода, масло и црвен пипер, ја ставив да зоврие. Додадов малце доматен сос и една лажичка нишесте која ја разредив во вода. Додадов и оставив на тивко да крчка. Тоа всушност ќе биде и основата како сос за денешната превкусна сарма со 3 различни видови на месо. Во сосот заборавив да ви кажам дека додадов и малце лукче и свежо сецкан макдонос за дополнителен вкус. Сега доаѓа моментот што сите го чекаме. Да видиме сармата. Јадење што ги обединува вкусовите на Балканот. Богато, топло и незаменливо. Од среќен, посреќен. Нека ни е на здравје денеска на нас, а кога вие ќе направите, секако нека ви биде на здравје и вам. Нема ништо посрдечно од сарма што тивко врие. Секој лист зелка го чува сокот од месото. Панцетата додава мирис, а секој залак зборува за љубовта кон традицијата. Сарма, кифлички, руска салата, печено месо, свинско, говецко, ролатиот, мелено месо, храна која навистина во нашиот дом носи мир, хармонија и среќа. Меѓутоа, нашиот сајт, тоест нашата веб-продавница 4сезони.mk нуди навистина многу изненадување за вас. Сите оние кои што ќе се регистрираат, ќе имаат можност и да добијат нешто од тоа. Социјалните мрежи, YouTube каналот, значи посетете ги и вистински уживајте во сето она што јас овде вистински од срце го готвам за вас. Имајте убава вечер.